Верувам дека следните минути ќе бидат интересни за нашите гледачи. Ќе говориме за тоа како да се ослободиме од зависноста на шеќер со помош на хипноза, односно хипнотерапија. Верувам дека овој термин не е познат за многумина од нашите гледачи, но се разбира дека ќе објасниме и подетално за каква терапија поточно станува збор, односно што значи терминот хипноза. Да и посакаме добро утро на мојата денешна гостинка Елена Сталеска. Добро утро, Марија. Благодарам што ја организиравте денешнава средба. Драго ми е што имаме можност да говориме на една ваква интересна, не секојдневна тема. На самиот почеток народски сакам да појасниме. Што значи терминот хипноза? Хипноза е природна и пријатна техника со која што може да се постигне слабење без диета на природен начин, без внатрешна борба, која што често се појавува кога се држат класични диети, а меѓу другото може да се работи и на ослободување од зависност од шеќер. Кажете ми подетално како изгледа таа терапија, бидејќи се лечат, се ослободуваме преку таа терапија и од други зависности, не само од шеќер. Како изгледа самото тоа ослободување, една сесија како изгледа? Се следи, претежно сесиите се онлайн и се следи протокол кој што овозможува лицето да влезе во длабока хипноза и оттаму кога всушност со хипнозата се работи на ослободување на критичкиот ум, на свесниот ум и кога ќе го ослободиме критичкиот ум, ние во исто време го заобиколуваме и со тоа полесно влегуваме во потсвеста каде што се складирани сите наши навики. И со тоа полесно комуницираме со потсвеста и потсвеста е отворена за да прими позитивни сугестии. Како се чувствува човекот кој што е под хипнотерапија во тој момент, бидејќи напоменавте дека треба да влезе во длабока хипноза? Дали е смирен, има повеќе мир, дали има контрола врз себе? Да, секако. Значи, повеќето луѓе очекуваат дека ќе доживеат чувство како да се удрени од гром, меѓутоа тоа нема да се случи. Чувството е многу пријатно. Единствено што треба да се направи е да се седи само на стол и да се следат инструкциите кои што се даваат, за да може да се навлезе подлабоко во потсвеста. Не може, значи, никој да ве контролира, не може да заглавите во хипноза, не може да ви се изгуби умот, не може да ви се издадат некои тајни или лозинки или некои пинови. Целата процедура е многу пријатна, телото се опушта, значи мускулите се опуштени, ритамот на срцето се забавува, дишењето се забавува и чувството е исто како кога мечтаете или како кога сте занесени во читање на некоја книга или кога гледате филм. Напоменавме дека ќе говориме подетално за зависноста од шеќер. Верувам дека навистина има поголем број на луѓе во денешно време кои што имаат ова зависност. Што вие ќе ми кажете од ваше искуство, дали ги има во голем број и колку сесии се потребни пак на луѓето кои што се зависни од шеќер? Така, значи, за жал се повеќе и повеќе луѓе се зависни од шеќер. Причината за тоа најчесто е емотивна, најчесто посегнуваме по нешто благо, по торта, по палачинка, по чоколадце, кога сме под стрес, кога кога чувствуваме некоја емоционална болка, кога сакаме да пополниме некоја емоционална празнина. И добрата вест е што со хипнозата, со користење на специјален хипнотички јазик, ние ги бришеме старите програми во нашата потсвест и инсталираме нови кои што ќе ни бидат корисни од сега па натаму. Дали кај секој успева хипнотерапијата? Хипнотерапијата, значи, има некои медицински состојби со кои што не се препорачува да се работи хипноза. Меѓутоа, со останатите луѓе се зависи од тоа колку човекот е спремен за соработка. Значи, хипнозата е соработка и исто така секоја хипноза е само хипноза. Значи, јас само им помагам на луѓето да влезат во потсвеста каде што инсталираме позитивни промени. Како да знаеме дека сме зависни од шеќер и дека ни е потребна хипнотерапија?
Јас мислам дека доволно е само малку да размислиме на нашите навики за јадење во текот на денот и да видиме дали можеме да се контролираме кога имаме на пример парче торта во фрижидерот, дали може да се контролираме, да речеме денеска ќе изедам половина, ќе оставам другата половина за утре. И многу луѓе често пријавуваат дека дури буквално си ја гледаат раката како посегнува по благо. Значи, треба самите прво да дојдеме до тој заклучок, да видиме дали и колку конзумираме благо. Доколку немате други пораки до сите оние кои што можеби се пронајдува во оваа тема и на некој начин мислат дека се зависници од благо, односно од шеќер, ќе ви се заблагодарам за овој разговор. Па сакам уште да дадам еден краток совет, ако може, за сите кои што сакаат да јадат помалку благо. Таа желба може да ја пресечат на некој начин доколку пијат ладна вода, значи ладна вода, затоа што кога ќе ја испиеме ладната вода, нашето тело троши калории да ја затопли температурата на водата да дојде до истата температура на нашето тело. Ви благодарам уште еднаш. Се надевам дека ова вклучување беше интересно за нашите гледачи, со оглед на тоа дека за прв пат од терен, па верувам и во нашата утринска програма се говори за хипнотерапија, односно хипноза и за зависноста од шеќер.